Она што е феномен во последните неколку години во Македонија, тоа се турските серии кои што ги има на повеќе телевизиски програми, а до мене имам гостинка која што е препознатлив глас во тие турски серии или пак е препознатлива по улогата во една од најгледаните телевизиски серии во светот воопшто, во Султан Сулејман. Добре дојде за госпоѓа Сабина Ајрулатозија. Мене ми е многу драго и чест ми е пред се што сте гостинка во Студио 1. И неизбежно е да ве прашам првото прашање, тоа е како се најдовте во Султан Сулејман серијата? Јас пред се ви честитам на отворањето на оваа нова телевизија, 1 ТВ. И ви пожелувам нормално многу успеси. И благодариме се. Сега да поминеме на прашањето како дојдов до улогата во Султан Сулејман или Величествениот, како што беше преведена кај нас, така и се вика Мутешем Јозил. Инаку оригиналот на серијата е Прекрасниот век. Така е оригиналниот наслов. Оригиналниот наслов Мутешем Јозил. Тоа беше голема случајност, со тоа што продуцентката дошла тука, веќе Филис Ахмет играше таму и бара, ете така, да биде, да не биде од турските простори, бидејќи таа зборува некој архаичен османлиски. Таму потекнува од Трабзон. И така, да не должам, фотографии, пробно снимање, имаше многу кандидати, меѓу кои, мислам, познати турски имиња, и сум ја имала таа среќа што се определија за мене. Јазикот го знаевте или го учевте со тек на снимањето? Па, јас го знам турскиот јазик, нашиот дијалект. Така. Меѓутоа, има голема разлика меѓу турскиот во Македонија и литературниот турски кој што се говори во Турција. Меѓутоа, бидејќи се работеше за османлиски јазик, а кај нас се доста елементи се задржани од османлискиот во нашиот дијалект, така да и ми беше тешко и не ми беше многу тешко. Госпоѓа Тозија, тие актерски имиња кои што се во серијата, барем Величествениот, се претпоставувам и она што знаме дека се големи, барем во Турција. Како е да се работи со една таква актерска екипа? Па јас тие луѓе, бидејќи во Величествениот првата сезона синхронизирав. Значи ми беше позната темата се. Меѓутоа да се најдеш меѓу тие звезди не беше воопшто лесно. И само еден детал ќе ви кажам. Пардон. Првото појавување мое беше кога влегувам кај султанот, она е мајка по млеко. Мајка му починува и тој ја кани Афифе Хатун, која што го доела во Трабзон. И првото мое влегување беше со таква трема. Јас, господинот Халид Ергенч, така се вика актерот Сулејман, што го игра, го доживеав како вистински султан. И таква трема имав, јас толку бев наведната кога влегов, што ме фати за раце, ме дигна и само ми рече "Хош гелденос, Афифе Хатун, добре дојде Афифе Хатун." И ме прегрна, ми баци рака, ме прегрна и од таму рипна режисерот, двајца режисери беа. Стоп, никако вика. Он, освен на мајка му, на никого Султан Сулејман не бацил рака. На тоа, господинот Халид одговара: "Не, грешка сте, прочитав. И на Афифе Хатун, таа му е мајка по млеко." И така да беше таква една. И тоа беше широк план снимаат и он мене бака ми вели. Ме гледа, се тресам цела. "Сабина, супер сте, Сабина, супер сте. Вие сте мојата мајка." И така почнува. Не го знаевте претходно, нели? Не го знаевте пред да влезете во серијата? Не, го знаев само од екран. Да. А лично се немав запознаено и така да не само тој, сите таму што беа присутни, како што ги нарековме звезди, беа таков еден пријатен однос имаа. Таков само високи професионалци, тоа мислам. И сите
толку добро се однесуваа. Просто кога седевме во таа одајата за актери, пиевме кафе ово, она, и сега ја ќе прашам нешто, сите ќе рипнат да ми објаснат. Еден по еден викам. Така да беше пријатно доживување. Така, освен турските серии кои што се гледани во Македонија, во исто време се едни од, барем има публика која што ги критикува, односно критикува нивното појавување во програмите на македонските телевизии, бидејќи има, нели, наназад историјат со какви серии се беа емитувани на програмите. Има серии кои што ја прикажуваат улогата на жената како од втор ред, има серии кои што неизбежно е да кажеме дека имаше и, нели, оружје, имаше и насилства. Вашиот став генерално или ако сакате по серија за турските серии воопшто? Па мислам дека едно време знаете како се велеше шпанска серија. Сега јас не би се сложила до крај со тоа дека турските серии се пандан на шпанските серии. Има многу добри турски серии, а ова што го споменавте сега, еве, за улогата на жената, има доста насилство и се. Тоа е, тие така го снимаат тоа, за да не се случува тоа. Не за да се случува. За да не се случува. За тоа што сите улогата на жената во Турција, како и кај нас, на Балканите, мислам, се знае. Сега таму има позабачени краеви, заостанати краеви, кај што се уште се случуваат такви работи. И значи, тоа го има и на вести и се. И тие се трудат колку што можат да укажат на тоа да не се случува. И да се дае правото место на жената. Од друга страна, има и серии кои што се гледани и во Турција. Сега, нормално, во таква една продукција ти не можеш да бараш сите да бидат со некој повисок квалитет, меѓутоа има и квалитетни серии кои што навистина мене ме сретнуваат, да кажеме, патувам често Скопје, Истанбул, и ние не гледаме ни една друга серија, само вашата ја гледаме моментално, пошто е многу популарна, рейтингот е највисок и така. И сега некој може да гледаат, сигурно гледаат и други серии, меѓутоа има неколку серии кои што се апсолутно достојни. Едната е купена од американците, се емитува сега моментално на Ексен телевизија. Не можеме да генерализираме, дека малку вулгаризираме ние тоа. Турска серија. Добро, па и секоја шпанска серија или секоја серија која што произлегува од Западот не е, нели, иста. Так, не може да ги генерализирам. Да. Оно што би ве прашал следно е, бидејќи вие сама рековте дека бевте, нели, често на дестинација Скопје и Истанбул, ако треба да го опишете сегашното турско општество таму, надвор од екраните, состојбите со, односно ако сликовито ми опишете како е внатре во серијата и сценариото и како е надвор во општеството во Турција, има голема разлика? Моментално играм во серија која што е приказ на мафија. Фамилијата е трговци се со оружје. Значи, од мојот покоен сопруг што бил се и децата тоа го наследуваат и децата стануваат мафијаши. Со маса, со се, како во италијанските мафии. Има доста актуелности. Играм со познати звезди, а сценарист на серијата, двајца се, еден од тие и главниот бос, главниот газда на телевизијата, не на телевизијата, на продукцијата е Шашмас, Раджи Шашмас, кој што беше во исто време и автор на Волците. И така да има доста актуелности што се вметнуваат во серијата. Значи, они се мафијаши, меѓутоа не признаваат трговија со дрога, не признаваат трговија со белоробје, ништо. Единствено,
и врзани се на некој начин со државата. Во која смисла врзани? Многу интересно тоа што, да кажеме, преку државата и оди таа трговија со оружје. Тоа трговијата со оружје, знаете какви, што све имаше, што се случуваше во тие краишта, да кажеме, се дава на тоа пак во Турција останува тоа оружје. Значи, мафијата не извезува надвор од границите на Турција. Меѓутоа, тоа е чудна една, така и се вика Ешкија, Дюњаја Хюкümдар Олмаз. Таа серија под контрола на државата е. Значи, доколку државата сака да увезе оружје, ова, она, тоа за сите контроли, овие контролираат бидејќи се многу упатени. Така да тоа не е класична мафија. Сега тука влегува руската мафија. И легално, нормално, влегува америчка мафија, влегува и тие се против тоа. Така да серијата е многу чудна и овие се позитивни луѓе. Сега јас ја играм мајката на тие мафијаши. Во исто време, што е многу интересно и гледаноста за тоа е голема, бидејќи е нивниот приватен живот. Се прикажува. Мајката, децата, жените, жената, да кажеме, во случајов снаата, Денис Чакар, Октај Кајнарџа, ми е син, и уште двајца. Фактички, работата е во тоа што колку сакаат, едниот внук го праќаат во Лондон да студира, да го тргнат од оваа работа. Не. Тоа како по правило, тој се враќа и убиваат неговата вереница и тој влегува во мафијата. На еден начин, ова е на еден начин прикажување на можеби модерното општество, не само во Турција, него воопшто во поголемите држави во светот. Во светот. Да. Јас се што читам, доста читав, мислам, навистина сценаријата се така пишувани, да тоа е како исто, како италијанската мафија овона. Меѓутоа, разликата е во тоа што, да кажеме, има многу убиства, има многу овакво, тие за нив светиња е фамилијата. Се заработували многу од турските серии? Бидејќи сепак се работи за серија која што била една од 60 најгледани во светот. Да, јас да ви кажам, големите звезди заработуваат. Меѓутоа, ни од далеку, како што пренесуваа нашите весници, ни од далеку. Не се толкави. Со оглед на бројноста на епизодите, нормално дека ти ако снимаш 300 епизоди, дека тоа е пара. Меѓутоа, како хонорар од епизода, не се толку големи како што тука ги прикажуваат. Така. Исто така игравте во филмот Сенки на Милчо Манчевски. Неизбежно е да ја прашам, бидејќи и последниве година-две во Македонија се појавија неколку серии, нешто што претходно недостасуваше. Нели ги имаше На терапија, Фамилија Марковски и веројатно заборавам уште некои. Дали имате понуда од овде, од некоја домашна продукција во моментов, и дали и што е она што недостасува за во Македонија да има повеќе телевизиски серии, бидејќи и овие што беа прикажувани има одлични коментари, одлични оценки? Јас тоа не би можела да ви го одговорам, тоа веројатно нешто продуктиски, парите се во прашање. Меѓутоа, јас во една од тие серии, една епизода тука се погодив, играв летоска во Марковски, Фамилија Марковски. Инаку и Преспав, и На терапија, и Фамилија Марковски има голем успех. Ја тоа го гледам по воопшто прифатеноста на серијата, да. По прифатеноста. Јас не сум во состојба. Бидејќи јас сум на релација Скопје-Истанбул, таму снимам и сигурно дека не би можела и не би сакала да влезам во една таква авантура и тука да почнам да снимам, тогаш, мислам, ниту годините тоа ми го дозволуваат. Мислам, штом заврши серијата, сигурно дека, а таму не се знае која ќе заврши серијата, сигурно дека ќе играм и во наши серии. Дај Боже само да ги има,
Со оглед на тоа сега мислам дека се прават некои испитувања. Значи, ако нашата публика е желна, таа е жедна за македонски серии. Несомнено. Значи ги гледаат, јас знам македонските приказки колку успех имаа, пошто немаше друго. Немајќи друго, сега кога почна овие 3 серии, уште некоја имаше, не паметам веќе, тие веќе се задоволни, бидејќи и квалитет имаше. Така. Значи, не беше така на прва рака. Квалитетно беа снимани и се. И дај Боже, ја тоа велам, да има повеќе македонски серии и да играме во македонски серии, тоа сум го изјавила неколку пати, место да синхронизираме. Така, ако не се лажам, вие сте во пензија од Драмски театар. Освен сега во ред нагласуваме дека сте нели лик кој што е препознатлив по турската серија, меѓутоа вие имате несомнено многу оставено и во македонската кинематографија и на театарските штици. Има ли улога која што баш онака ве заглавила, баш не можете да излезете од таа улога? И ја живеете таа улога? Па видете, секоја улога што ќе се одигра, ако е главна и ако е побитна, тогаш вие живеете со таа улога, точно е. Се паметам и треба време да излезете од тоа. Меѓутоа, пошто ние секоја вечер имавме представи, значи во текот на пробите вие сте оптеретена со таа улога. Една таква улога беше Добра ноќ мајко. Со Нада Гешовска играме, со Мето Јовановски, тројцата, тој на некој начин ја режираше представата и тоа беше многу тежок текст од Марша Норманчинам, така се викаше авторката, добитник на Пулицерова награда и многу беше актуелна. Таа е единствена улога која беше многу тешка и среќа тогаш се појави да гостувам во Кумановски театар со една комедија, па со Тодорка Кондова покојна. И отидов таму, прекинавме тука пробите и тоа малку ме изфрли. После тоа со друга енергија се вратив и ја довршивме представата. Таа е вака паметам. Инаку, знаете како е, ние сме професионалци. Додека траат пробите, вие сте внатре во таа представа. Штом заврши премиера, прва реприза, втора реприза, веќе се си тече нормално, во други представи играте и така. За еден актерка, предпоставувам дека никогаш нема лимит, нели? До кога би глумеле, зборувам кога се работи за старосна граница. Дали имате амбиција, желба или очекување да се појавите, можеби и во европската кинематографија или западната, во Холивуд? Не. Не? Не. А би ви било предизвик тоа? Да ви кажам право, такви занесувања никако млада не сум имала. Јас велам што дојде, добре дојде. Никогаш не сум се надевала дека ќе играм во вакви серии во Турција, например. Лани играв, минатата година бев во филмот на Велко Булаич. Ме побара од Хрватска, пред тоа игра во еден друг филм. Ме побара за една мала улога, бев толку почестена. И така да никогаш не се знае. Сега, вие знаете дека сме ние многу лимитирани со јазикот. Сум играла во еден француски филм, епизода мала, на француски говорев. Меѓутоа, вие на овие години, сега, немам такви очекувања. Добро, затоа реков, нели, нема лимит, претпоставувам. Колку што се однесува до годините и до желбата за играње, верувајте, секој актер до последниот миг, ако го држи здравјето, е сонува да биде на сцена или сцената ја сметаме и сериите и филмот, тоа е за мене сцена, се уште да работи. Во Македонија, исто така, изминатиот период, имавме и многу актери или актерки кои што беа познати по тоа што беа активисти за некоја цел. Некои од нив се јавуваа на протести,
за персоналниот данок кога се менува стапките, потоа некои беа за зачувување на идентитетот на државата. Вашиот став би излегле вие на протест или сте билели? Секој има право да излезе, ние сме сепак обични граѓани. Да, но вие сте сепак нели фелата која што е почитувана од масата и имате одредена одговорност. Така е. Голема одговорност имаме со тоа што вие можете да се појавите. Вие можете се. Меѓутоа, треба да се води голема контрола дека тоа не е театарска улога. Дека тоа е живот. Дека тие што ве слушаат, тие ви судат. И затоа сум одела на протести, меѓутоа никогаш да се истакнам не, туку да кажеме нешто не ми е право. Ја да кажеме и за струјата, која е и ова, одам на протести. Меѓутоа, да се даваат неодговорни изјави. Ние забораваме дека ние работиме во еден театар, има СДС, има ВМРО, има на времето ДЕА беше, има разни други партии, да не ги набројувам од албанските партии, ние сме сите заедно на сцена. И ние како ќе се гледаме во очи, ако одиме до таква крајност, како што некои колеги отидоа, да утре треба да застареме на сцена и да играме. Треба во очи да се гледаме. Јас сум против тоа. Актерот си актер. Сигурно дека ние сме авангардата, меѓу другите и ние сме авангардата, и дека треба да се укажува на многу работи и се. Меѓутоа, треба да се знае што се говори и зошто се говори тоа. Не да се дават паушални изјави. Така да, партиската определеност, пред сум ја против партиска определеност на актери, меѓутоа, еве такво време дојде, каде што навистина треба човек да размисли кога веќе ќе се појави на таа јавна сцена, тоа не е театар. Тоа е жива публика. Тука имате живи луѓе кои што ве слушаат и одат по тоа и пазат што говорите. Никогаш не можам да сватам како може да се даваат неодговорни изјави. Па ние сите живееме во едно општество. И не можеме ние едни против други толку на нож да отидеме. Ова не се однесува само за нас, се однесува и за партиите, меѓу другото. Дека не може тоа мал народ и сите меѓу себе, што е тоа? Па има некој резон во главата, има нешто со што преку разговор се решаваат некои работи. И морам да го кажам ова, противник сум голем на актери кои што се прифаќаат за политички функции. Мислам дека, пак ќе речем, тоа не е театар, тоа е малку посериозно од театар. Вие да се запатите и да решавате во име на друг. Тоа не би го прифатила. Морам да кажам дека има понуди. Меѓутоа, бидејќи имам златен занает, кој што секогаш ќе бидам присутна на вистина. За, ако треба, еве, вака ќе може и на политички теми да разговараме и се. Меѓутоа, професионално да се определам, тоа не. Да. При крајот на разговорот би ве прашал само да ме издвоите повеќе вие театарските штици или филмското платно. Како повеќе се чувствувате? Што ви е вам подобро? Ја мислам дека ќе дадам еден одговор кој што 90% актери го даваат, дека театарот е пред се. А потоа доаѓа филмското платно, било тоа да се серии, било тоа да е филм и така. Мислам, филмот го ставам на второ место веднаш после театарот и трето сериите и се друго. Бидејќи за еден актер, на жалост театарот сега е посетен, има периоди кога не е посетен, и значи има актери кои што цел живот во театар го поминале, одлични актери. Два пати ќе се појават на телевизија и веќе народот ги знае. Дај Боже, преку театар да не знаат. Можам да ви кажам дека има одлична генерација на актери, талентирани се. Сега да се вратам на претходното прашање,
да кажеме, за тие амбиции, европски филмови и пошироко нешто и така. Дај Боже велам, да имаат такви успеси, а заслужуваат. Јазици веќе знаат, веќе не можете да најдете некој што не знае англиски и така. И дај Боже да имаат. Меѓутоа, театарот, знаете како кај нас, се отвара. Имаше еден период кога, после осамостојувањето, кога навистина нигде не мрднувавме. Таков период беше едноставно. Сега се отвара и театарот, има доста гостување и така. И нека си имаат младите такви амбиции. Нека работат на себе. Госпоѓа Сабина Ајрула Тозија, ми беше чест уште еднаш да кажам, ми беше драго што бевте гостинка во Студио 1. Ке ве очекуваме повторно со новите остварувања. А ние, почитувани, продолжуваме сега со останатите предвидени содржини по кратката пауза.